Добро утро, добар ден. Со звукот на дождот и мирисот на дождот и морето го започнуваме третиот ден на Твитоманија со ревју, односно преглед на вториот ден. Затоа што синоќа бевме премногу зафатени и не стигнавме да снимиме дел со приказка за вториот ден. Затоа е прво што правиме радно сабање, само што станавме, ако сум вака ја дотерам, немам врска, мислам, брзо се дотерувам. Си земав програмот во рака, за да не заборавам, пошто вчера беше долг и интересен ден. И се случија многу работи, затоа што сакам вака на брзина да ги спомнам. Затоа што помина вториот ден на Твитоманија, помина еден одличен ден, очекуваме денес да видим нешто слично. Започна сабањето со Драган Варагич, кој што ми потсети на темата која што зборуваше од 2008 во Македонија, зборуваше за влијание на Твитер и како се мери и како се гледа. Не баш како се мери, туку како се перцепира. И кога ми кажа дека ќе линка, односно ќе зборува во својата презентација за линк кој што го доби од мене преку Твитер, бла, му даде идеја човекот да ми даде микрофон да зборувам и јас. Тоа видео некаде вчера го качивме по интернет, веројатно ќе го линкаме тука во постот. Класика Варагич, слайд пост, на секој слайд се викаше овде идете прочитате, имате повеќе за ова. Меѓутоа во секој случај квалитетни и добри работи, ти кажа човекот. После него се доше Исток Павлович, легендата на српскиот интернет, или како они го викаат таткото на српскиот интернет, нешто така. Зборуваше за како да криете вирална содржина на Facebook претежно. И на почеток морам да кажам дека беше некако општа, млака, не баш нешто многу конкретна презентацијата, иако тој самиот ги окарактеризира како недоволно добри сите тие такви општи совети кои што може да ги најдете на интернет. На крај малку беше поконкретен, иако tips and tricks не беа нешто преконкретни, онака практични, туку беа сепак такви некои општи, но кажа двете работи кои што поретко се случуваат на интернет да ги најдеш. Во смисол на оригинална содржина, ама беше малку попрактичен во тој момент. Како да избегнете клише, како да го скрчите тој некој патерн, за да може уствари да бидете забележани. Се на се, пак некоја генеричка содржина не баш премногу конкретно. Вчера имаше убав дел во другите сесии, значи осам на главната сцена, каде што компании, агенции презентира студии на случаи. И рака на срце, иако беа во помалите сали, со релативно помалце луѓе, вредеше се слушаат добар дел од нив. И мене ми е жал што некои од нив стигнавме и да ги пропуштиме, затоа што имаше паралелно доста добри и други работи на оваквото. Што слушавме ние? Ние слушавме Абракадабра и го пропуштивме акција, значи Илија Брајковиќ го пропуштивме, го слушавме Крешимир Доминич од Абракадабра од Хрватска, кој што зборуваше за една кампања за Памперс. После тоа го слушавме и Никола Сологу од Homepage, кој што зборуваше за кампањата за Nike. И фини и убави примери, кои што не беа баш многу скорешни, но успеавме, мислам, јас успеав да извлечам некакво една револучение од приказката дека во минатото, односно пред некоја година, во регионот можело да се игра со интересни и кампањи кои што се развиваат во текот на кампањата и со големи брендови. Што веќе денеска, 2013, не е случај, затоа што и двата примери, и Nike и Pampers, кажа дека денеска тоа што го направиле тогаш многу тешко можеле да го направат, затоа што веќе стратегиите на глобалните брендови се менуваат и веќе на локално или регионално ниво имаат агенциите многу малку слобода да интервенираат и да имплементираат нови работи, што секако не е баш многу позитивна работа, затоа што навистина Памперс кампањата беше лудлица, мислам траела многу месеци, како што се случувале работите, како е развивале заедницата на мајки на Facebook, тие ваделе нови активности за да ги држат заинтересирани, за да ги наградат, затоа што биле онака неочекувано многу активни и слично. Еве денеска не можеме да го направиме тоа. Се сврте некаков интересен муавет после тоа, се собрал луѓе од агенции, баш онака во некоја попријатна атмосфера, си направивме еден куп муавет. За после тоа да има една презентација која што ја се пропуштив, меѓутоа камерманот мој се воодушеви од незе. Тоа беше презентацијата на Хрвое, како и да се викаше, чекај баш и го прочитам. Он се викаше, не може да го видам мозга. Овие се. Значи човекот од Црно јаје, тоа доаѓа као колектива Групер, Групон, таков сервис за групно купување.
патување, хрватски, кој што очигледно Партали направил тука. Оно што е очень интересно, што типот е онака доста и маркантен, харизматичен, онака многу интересно зборува. Во еден момент дури кога разговаравме не успеав да ги разграничам зборовите, пошто се беше онака рамна линија на зборовите и се чудевме како од струмица да не е типов онака. Направил супер шоу, поделил награди на лице место, кој прв ќе твитнела, кој ќе познае слика, кој онака баш многу динамично се тоа изгледало, но секако во стилот на компанијата која што ја води, која што очигледно за многу кратко време ги потиснала сите сервиси за групно купување тука во Хрватска со некој интересен модел во кој што тој споил промоции на телевизија и на интернет и во кој што се пофрел дека нели буквално 100% од понудите сам ги тестира за тоа и се здебелил таму 30-40 кила последна година. Се обидов да го слушам оној панелот за чекај погрешен не гледам. Панел за телевизија и односно и PR, нешто као агенциите за односи со јавност, друштвата за односи со јавност, но и таа беше досадно, пошто зборува за ниво на друштво, па брзо си отидовме од таму. И чекај се, изгубив програмата пак. Еве го, Хрвој Бујаш, добро. Океј, доđете и освоите 1-3 путувања за црно ГМ, па видиш си го пишувал тоа, ти реков ја. После го стигнавме да го слушаме и Крешимир Мацан, кој што е така една помаркантна личност во регионов, кој што работи PR многу долго време. Интересен беше неговиот настап, не ми е прв пат да го слушам човекот, исклучително паметен и искусен. Кажуваше важноста на SEO, на оптимизацијата и на брзината во реакција, нали, како црн, као кризен PR и слично, колку е тоа важно онлайн. Со тоа што добре да работите, што ви кажа, некако ми ги кажа од погрешен аспект. Малку ми претеруваше со контрола, со строгост, со манипулација во целата приказка. И оние сите, значи, позитивни приказки што обично ги слушаме од такви луѓе дека треба да внимавате за едно, за друго, за трето, слушаш со он низ призмата на неговото веројатно искуство со политичка комуникација, ги вртеше низ призма на тотална контрола над работите на интернет, што во секој случај како позиција на гледање на работите ми е old school PR, не ми е нова школа на PR, но во секој случај беше онака искусен предавач, многу интересни инсайдерски работи сподели. Дел од публиката онака ја шокира, дел нормално, онаму кој што не беше стручен у SEO делот, не еден стигна и да го плесне по рака дека не е баш толку точен. И она што се случи тука негде измеѓу, додека почнуваше Мацан, беше уствари најбитниот настан во текот на денот за нас македонците овде, затоа што ние всушност свативме дека помеѓу влијателните твитераши во Македонија има уствари лежи и најдобриот играч на Пикадо и всушност успеавме да ја дефинираме една синтакса која што вика најдобар твитерџија помеѓу пикадаш, најбољи пикадаш, како да се вика, помеѓу твитерџиите. Еден многу влијателен твитерџија, присутен овде на овој настан од Македонија, успеа на Avalon хостинг сервисот да уземе iPod Nano, кој што сега сите среќно весело ќе си го слушаме по пат на ке дома. Заврна синоќа на сред журка, негде околу 2 и нешто, што всушност журката направи екстра подобра, позабавна, пошто нели на тошце најдобрите журки. Диџејот ги ја погоди тематската вечер вчера, за разлика од претходната вечер која што беше очигледно XU, нешто рок, држ, не да и поп. Вчера беше нешто денс, техно, нешто хаус, маус, не ги разбирам баш многу тие, ама е вака нека биде. Денеска немаме баш толку многу во време, меѓутоа имаме добра програма и имаме доста зборување. Сакаш ти нешто да кажеш, камермано мој? Тоа е тоа, фала на Авалот. Поздрав за сите, имаме уште едно ревју веројатно вечер, ако преживееме се како што треба. А денес одиме да слушаме уште повеќе такви студии на случаи, затоа што вчера се покажа баш како добар потек, место да ги слушаме вие досадниве панел дискусии, каде што нешто паметните и убер познатите мудруваат. Поздрав.